Атанаси. Слушила и се на майка му, иначе денеска се фатени на дело. Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е пробниот влез во живо во студиото на Буревестник, наше студио во Скопје. Се помачивме последните 5 месеци да го изградиме од нула со ваша помош. Продававме вино во меѓувреме, вино Буревестник, со кое ја завршивме минатата 2021 година. Се сеќавате со емисијата Со лесно Буревестник. Бевме гости во студиото на Љупчо Палевски, Трета Република. Сега сме во наше радио и ТВ продукцијско студио. Ова е, веќе реков, импровизирана емисија за вечерва, колку да пробаме како функционираме, дали техниката легнала како што треба да легне, бидејќи германците велат и машината има душа, нема перфекција во природата, нема перпетум мобиле, затоа решивме вечерва само да пробаме. 50 години откако осознав што е медиум, 50 години сон да стигнам до своје студио, 50 години сон да стигнам до своја радио програма, која ќе почнете да ја слушате од 12 мај, значи за точно 8 дена од денес. Вечерва само колку да се видиме малку, да видиме како функционираме и колку функционираме. Направивме студио во Скопје, сред населба во која неретко ќе слушате намерно во наша замисла лаеш на кутриња, бидејќи нашата програма, меѓу другото, ќе се вика Кучињата лајат, карванот си врви. Опозицијските и позицијските кучиња ќе лајат зад нас, највеќе зад мене се разбира, бидејќи јас сум иницијатор на ваква програма, отворена, слободна и слободоумна. Буревестник ќе биде медиум, како што беше и до сега, последните 12 години, откако на 22 март 2010 година почна да функционира Буревестник веб страната. Обстана 12 години до сега. Ја надградуваме со онлайн радио програма и со телевизиска продукција, емисии во живо, прилози од терен, интервјуа, разговори, вистинити случаи. Ќе бидеме на услуга ваша, ќе постоиме заради нас, повеќе заради вас, бидејќи некој ќе треба да не гледа, некој од вас, некој ќе треба и ќе мора службено да не гледа, за да си земе плата, како и до сега, што ме гледа и што ме следеа последните 20 години, колку што функционирам во македонските печатени медиуми, делумно и во електронските. Од 2010 година решив да не работам веќе за никого, освен за себе, за ниту еден медиум, освен за Буревестник. Затоа и започнав таа 2010 година да ја реализирам оваа идеја, да летам заедно со птицата Буревестник, која е опеана во прочуената песна на Максим Горки, песна за Буревестникот, песна со која 16 години порано низ стилски фигури успеал да ја најави големата руска револуција, која се случила многу подоцна откако ја има испеано песната за Буревестникот.
Во мојот живот имам работено на море 2 години, таму се враќам и летово, по 32 години пауза. Имам преживеано повеќе бури, работено на брод кој минал низ такви искушенија. Ја имам видено птицата буревесник во живо, како функционира, како најавува бура и како сред бура му покажува пат на капетанот до мирно море. Се надевам дека и нашата програма од 12 мај понатаму ќе биде ваш патоказ за излез од бурното море Македонија, кој е разбранувано 30 години и никако да се смири, по сите проблеми, маки и перипетии кои ги поминавме до денес. И денеска не ни се пишува црно, кога нашата земја е преименувана и веќе не се вика Македонија. За нас и натаму е и ќе остане, за мене и за мојата екипа соработници, Република Македонија. Ние и понатаму ќе си ја сакаме и ќе ја чествуваме таква во каква не подигнале, не воспитале и сме созреале до степен да станеме родители. Толку за оваа вечер. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме и слушаме на 12 мај вечерта. Добро вечер, Атанаси. Слушила и се на мајка му, иначе денеска се фатени на дело